Почитувани гледачи, ова е ново издание на емисијата 30 секунди, во која за разлика од минатите изданија на истата оваа емисија, ќе одиме со еден поинаков редослед, односно нема да мериме на време и нема да го ограничуваме излагањето на нашите гости. А нашите гости вечерва се Божидар Божиновски Моџо, инфлуенсер, писател, сценарист, и уште нешто предпоставувам. Веројатно, да, ама не ми текнува моментот. Да, секако. И колегата новинар Мартин Богатиновски, заменик главен уредник на Плюсинфо, одговорен во Плюсинфо, така. Добро вечер. Темата е интересна, но премногу неубава, премногу травматична, а тоа е нели она двојно убиство кое што ја потресе нашата јавност изминативе повеќе десетина дена, мислам дека ние нели трагаме по по исчезнатите, а потоа и по нивните убици. Божидар, да почнеме со тебе. Јас не би сакал тука ние сега да изигруваме детективи како некои наши колеги. Не би сакал сега нели да Многу се појави нашата фела детективи. Да, има многу детективи, нели по социјалните мрежи се преполни, има многу и суди, и обвинители, и адвокати и така натака. Ние нема да бидеме тоа, но јас би зборел нели за реакцијата на општеството кон овие немили настани пред се по убиството на малата 14 годишната Вања Ѓорчевска. Ако не се лажам, ти беше еден од првите што објави информацијата која беше споделена на нејзината мајка, од фејсбукот на нејзината мајка, во која беше објаснато дека девојчето исчезнато, како е облечена, нели каква боја на коса има и така натака. И беше еден од оние кои што придонесе нели да се расшири. Колку ше ме силата, да. Да. Дали мислиш дека беше доволен притисокот на јавноста за власта да правовремено да интервенира во случајот или попусто беше? Мислам дека не беше доволен притисокот. То можам на два дела да го поделам пред и после наоѓањето. Од тој дел пред, кога уште ние не знаевме што е случено и дека се е тоа завршено, ние мислевме дека има шанса да се најде. Мислам дека и како институции и морам да споменам телевизиите дека потврлија во тој дел на барање. Имаше тука, барем ние не сме известени од нашата полиција дека се направило доволно или дека беше самитот на ОПСЕ, па се сметаше дека има голема концентрација на полицајци, ако се појави ќе ја најдат. И медиумите кои сега телевизиите посветуваат по половина час и по едно по друго. Тогаш не беа на висината. Имаше апели да постават само до оние банерите, како што има за турски серии, со слика и со дека се бара, дека исчезнате. Тоа беше веќе трет ден негде од кога што беше исчезнат, дека се осеќаше дека нешто не е во ред. Обично, кога ќе се такви апели на Facebook, за ден до два ги пронаоѓаат, или заминале негде, или грешка на студенец имаше исто за некој загубен од Велес, па го пронашле со колата дека за жал починал. Веројатно сообраќајка. Да, веројатно сообраќајка. И мислам дека во тој дел кога не се знаеше потврдивме и ние како луѓе, како медиуми, како институции. За вториот дел е прерано да зборувам и стварно не би изигравал детектив, дали се оправо, дали има многу прашања што се надевам дека институции да ќе одговорат, затоа што јавноста заслужува одговори на ваква сензитивна тема и ваква тешка тема. Да. Богатиновски, ако го вратиме филмот тамо некаде на 27-28 минатиот месец, нели кога почнаа да се пред се на социјалните мрежи да се појавува фотографиите на исчезнатото девојче. Тоа се поклопи со самитот на ОПСЕ во Скопје, за кој нашата власт потроши едно чудо пари, нели, да го организира, да го добие. Баш чудо пари. Да, едно чудо пари, нели. И имаше дури чудење на социјалните мрежи, што тоа го видов, како тоа на некои медиуми, на некои телевизии прва вест не било ОПСЕ, туку било исчезнувањето на малото девојче. Дали воопшто луѓето во тој момент беа свесни колку е сериозно едно
младо девојче да исчезне? Видите, од аспект на новинар, јас сум весникар, така и почнав со новинарството. Обично се чека да помине некое време пред да објавиме информација за нечие исчезнување, баш од таа причина што во весник, ако денеска објавиш една таква вест, вечер може да се најде, до вечерта може да се најде лицето и утре дента више веста Да биде за џабе. за џабе. Но ете, благодарение на онлайн медиумите кои што можат во истиот момент да ја повлечат и да ја изменат веста, сите верувам дека го направија тоа, што од самиот почеток, најголемиот дел од медиумите, и не мислам дека телевизиите сега до толку потфрлија као што гледав, као што следев, во секоја телевизија беше таа вест присутна. Ама поентата беше дали имаше телопи во постојаната програма. Па добро се телопи. Едни се вести, друго се нели која постојано тоа видел. Тоа е тема, тоа е системот најдиме кој што сега се најавува дека кај нас ќе почне да функционира, кој што им наложува на телевизиите да имаат и фотографија и текст за такво нешто. Меѓу другото и банкоматите и Да, секаде тоа треба да. Може би, не знам, секој си носи своја одлука во медиумот како ќе пристапи, што ќе пристапи. Може би некој ќе посвети пола сат за тој случај, а нема да постави банерче. Не знам што да кажем, сите се надевавме во тој момент дека не е ништо страшно и дека е некој инцидент кој што ќе се реши лесно, дека ќе се врати жива и здрава. Но за жал отиде работата предалеку и се случи тоа што се случи. Божидар, вие во неколку ваши објави на Facebook потенциравте, ова го правиме зашто немаме што друго да правиме, а се надеваме дека тие што треба да прават, ќе направат тоа што треба да го направат, па затоа ние нели вршиме некаков притисок. Но имаше и секакви објави на Facebook. Имаше луѓе пишува и поезија, имаше луѓе пишува некакви травматски писанија кои не верувам дека на било кога му беа потребни, а имаше некои пишува отворени писма до девојчето, повикувајќи да се врати, велики знаеме дека не читаш и такви работи, таа испадна дека била убиена многу. Така се станува инфлуенсер? Па да, тоа ми е прашањето, дали на едни вакви вредили да се стане, вредили лајкот на едни вакви грозоморни, црни работи? Сакам да верувам, како што верувам дека истрагата све искрено и дека не кријат ништо, сакам да верувам дека и ова беше направено све со добра цел. И сите тие отворени писма, иако нормално не беа прочитани, и сите што прашуваја прашања кај мајката и што отвараја, што правеа теории, сакам да се надевам дека беа чисто човечка цел да се помогне некако, затоа што во тие моменти човек не знае како да реагира. За жал, ова се случи што се случи, нас како јавност, барем во онлайн постоењето, од кои се популарни социјалните мрежи, ние прв пат да се надеваме и последен. Имаше свашта, имаше многу теории уште од првиот ден, па после имаше тој профил од Косово што пишеше. Да, тоа беше исто едно многу вознемирувачко, кога испадна дека бил некој оџа од Косово, да, така тој беше. бил лажен профил. Тој бил лажен уште профил, да. Барем немам информации. Па дека била најдена, па после имаше радост дека била најдена, светот. Најдена во Косово, жива и здрава е. Имаше таква вест на еден од порталите беше. Да, имаше таква вест. Тоа е легитимен портал, не зборуваме за нешто. Кога ќе се оди за кликови и за лајкови, брзината е многу важна. И за жал во таа брзина се прати грешки, се прати непромислени работи, а за ова треба чекор поназад. Малце остави го телефонот, почекај, види, ако се изјаснат институциите, во ред, ако не, сепак предпоставките беа најјезивиот дел од тоа, за жал некој погоди од тие предпоставки. Имаше многу сценарија. И ние како народ сме малце такви, знаеш, да си правиме сценарија, да си измислуваме приказни. Веројатно тоа ни е во
во генетиката. Не знам дали ова, например, им се случува и во странство, дали постојат вакви работи кои ќе се... Киднапирања секако дека има. Не, киднапирање да, него како реагира публиката, то не би го знал, дали е исто како кај нас или ова е само локален феномен. Да, тоа би било сигурно интересна тема тоа да се направи. Па добро, или дека ќе бидеме повесели некои. Треба да помине време ако загубат од некоја селекција, сите знаат, сите се селектори. Сега сите се детективи. Сите се детективи, да, за жал. А и суди и обвинители. Мартин, исто ова прашање со едно дополнение за медиумите. Многу работи кои после испадна дека се неточни беа објавени. Како се добија тие дел информациите? Девојчето е последен пат видено, не знам каде, па после испадна дека не било видено, па не знам, ова за Косово, па најдена е жива и здрава. Кој им ги давал тие информации? Не знам кој им ги давал тие информации, но и што се уште има... Еве, јас сум новинар, ти си новинар, ние никош во живот не сме добиле такви информации. Да. Да, нели? Или па сме објавиле нешто слично. Или сме утнале професијата. Веројатно сме утнати. Или го правиме тоа добро. Да. Дека потврлија институциите, верувам дека потврлија за почеток. За медиумите сега да видиме. Па едното со другото е поврзано. За медиумите и медиумите потврлија. Медиумите, за реално гледано... Имаше многу спекулации. Жал ми е за сето тоа што се случи, сега, и овие лица, ако се докаже дека се тие лица, ми посакувам да скапат во затвор, односно да го добијат тоа што го заслужуваат, што го припишуваат законите, но не е во ред да се објавуваат со име и со презиме, зашто постои презумпција на невиност. Тука потврлија медиумите, тука потврлија институциите, односно самиот министар за внатрешни работи. Јас се чудам, не знам, можеби за вакви големи случаи и големи трагедии е дозволено министар да покаже фотографија од осомничен, не обвинет, да го каже. Да, тоа е прво осомничен. Да, прво осомничен. И да го квалификува како... Го кажува со име и со презиме, знаеме кој е човек. Чудовиште, како беше... Монструм, да. Што ја мислам дека е така, не се согласувам, но ја нема професионалноста на еден... А што ако се докаже дека не е тој? Да, што правиме тогаш? Да, или дополнение, хипотетичко, си наслушавме секакви грозоти за таткото, а што ако не е виновен? Точно. Додека не се заврши работата, сметам дека ова е многу избрзано. Додека не се заврши работата до крај, додека нема темелна истрага, темелни докази за човек да го ставиш онома каде што треба да го ставиш, не можеш да кажуваш такви работи. Еве сега баш читав некои и правници и кои што говорат дека можеби токму оваа терминологија која што се користеше за првоосомничениот да му даде, како да кажем, да биде у негова корист. Пред екстрадицијскиот суд? Па да. Што ме чека мене вамо, биде како што ќе ми прават овие. Вело дека сум монструм, да. Да, и стои шишањето на осомничените. Затоа мислев малку се подосна посебно шишањето да го одбележиме. Божидар, вие што мислите дека навистина беше преуранет од институциите вака да се настапи со квалификации? Јас ги разбирам луѓето на социјалните мрежи и јас истото го мислам. Да. Но сепак говориме за професионалноста. Па мислам дека тоа што сакаја луѓето, тоа им беше даено. Тоа баш и сакав да добиеме таков одговор. Значи ако сакаја виновник, ево виновник. Виновник. Сега, значи, нели, колку поминаа, 5-6 дена поминаа, нели, ни трага од глас од власта, ни трага глас од полицијата, ни од девојчето. Тоа беше плодна почва и за одеднаш има едно соопштение во кое се потенцира меѓу другото дека се работи за етнички македонци, дека се не знам, група и така натака, и одеднаш волшебно некои новинари кои малку сме ги подзаборавиле, нели, од некој друго минуто, од некој друг систем, одеднаш излегуваат со некакви информации кои веќе следното утро на конференцијата на
на која беше министерот Спасовски и обвинителот Бубевски, ќе се покажа дека биле по 95% точни. И сега, Да, тие да го значи, пишувале. дадени им се, предпоставувам, дека им се дадени од тоа исто место, тие информации. И едноставно, на таа пресконференција, која на сите им се виде неверојатно чудна, нелогична, нели? Меѓу другото беше кажано, еве, пошто вие не притискавте, еве, ние дојдовме сега и нели да направиме пресконференција. Значи, како една изнудена пресконференција со цел да се смири јавноста, се смират медиумите. И како, мене тоа е моја констатација, не мора да биде точна, како од тој момент да некои луѓе кои што се дел од истрагата или кои раководат истрагата, како да сакаат да се допаднат на јавноста. Па нели, и она втора пресконференција, и она шишање на затворениците по слики, дека е ова. Дали мислите дека е така? Да, сигурен сум дека го користат и вчера имаше премиерот интервју каде што ги фалеше, па после кажуваше со кој бил поврзан. Иако бил член претходно на СДС, па сега со ВМРО, па со сите, мислам дека за жал собират поени на ова. И го направија баш што сакаше народот, му дадоа кривци, го направија до дел спектакуларно. Иако соопштението што го пуштија во 10 сатот на Facebook, то беше голем промашај. За таква вест и таква големина на случај, да помени со Facebook пост, а пред тоа со ист таков Facebook пост, со иста слика, фатен крадец на дрва, погоре, не знам. Да. Се степале двајца за снегата. Штуро, небитно како да не е тоа најважна тема цела недела што е цела јавност преокупирана. И тоа мене ми пречеше, другиот ден пресконференцијата беше каква што беше, збунувачка, па сега дополнуваат, ево последна вест е дека не била киднапирана кога излегла, туку ја фатиле во подрумот, ја врзале па ја извадиле од зградата, сега пред да дојдам тука беше тоа последна вест. Тоа не сум ја видел таа вест. Да, и веројатно сега ја симнале во подрумот, ја врзале па ја качи. Осомничениот има клучеви од подрумот, нели тоа ја грал зградата и дека знаел каде има излез другот, таму изнесле. Ама не знам тоа колку е. Види сега, блиц го прочитав. сега таки се дополнува та приказна. Со тие нелогичности ќе мора да се пополнат затоа што многумина во јавноста прашуваат за нив. Многумина поставуваат отворени прашања. Да, создава нервоза кај веројатно кај властите. Да не го извалка овој триумф. Триумф што го сметат тие за триумф. Да, затоа што не е никаков триумф, ако работеа институциите немаше да стигне до ова некакво право, затоа што Панче беше исчезнат 3 дена предходно. 5. 22, така? Така нешто. Да, Панче е 22. Го споделив и него на Facebook, обично за кој ќе за постари луѓе се мисли за деменција, дека се загинати нега веројатно. И затоа не беше осврнато многу внимание, да беше спречено тоа, можеби немаше да дојде ни до ова. И немаше до никакво браво, да дојде до никаков триумфализам на ваков случај. Да, навистина пречи триумфализмот на власта во овие моменти. Да продолжиме, значи дали ова значи кандидатура на Спасовски за председател? Па не сакам да верувам дека до таму е дојдено да се ќарува на вакво нешто за кандидатура, дури и да има таков план. Човекот во политичките кругови се зборува дека тоа е така, дека Да, ја ги имам слушнато тие. Да, тоа е. Со тоа што нова многу му даде храна на тоа што и председателот, актуелниот председател, нели, Педаровски, како одрече, па као сигурен, па како да има некакви. Ќе видиме. Па ќе кажам, да добиеш председателски избори, да се надеваш дека ќе добиеш избори со тоа што си направил вакво нешто, а низад милион други работи наназад си ги. И последните избори ги добија на популарноста на Венко. Па сега Што после
помина Е, тоа мене многу ме потсети. и видовме, и мене ме подседа. Да, значи Апсолутно пресконференцијата, прашање и не можеш новинарските прашања, Да. нели? Се потсеќаше. Нели потсеќаше на тоа, така. Извини. И не можеш да си не можеш да имаш спротивен став од грото. Не. Одма те. Како што беше со Венко, ако си против Венко, ако кажеш нешто, после видовме дека сме ние најлоши во Европа по смртност. Видовме По себе сме најлоши, по вакцинирани, какви по криминали се правени, колку пари се давани за автомобили, за набавки, за само Имаше тогаш не ни такви беше таму фокусот. Имаше такви аплози што му даваат. Имаше. Па имаше и аплауз, па и да, и нели. Па имаше и сега слични Трнавме коментари. маските за да ги цар, видите вако, лицата на цар. хероите и така натака, да, имаше срцепаратилни. Предпоставам дека дури и сличните новинари беа на таа пресконференција, кој што може да ги По случнам. прашањата, По прашањата и по не се праша ништо корисно. Но ајде, реков, ние нема да бидеме детективи, нема да бидеме обвинители, ќе оставиме тоа институциите да го сработат, има нели други новинари, други јавни работници кои станаа детективи меѓу време, па тие нека си ја водат истрагата, ние друго ќе прашуваме. Спомнавме преска она шишање до глава и облекување во комбинезони на осумничените, нели, за Да, убиството ова на не е- Вања и на Панче Жежовски. Ја прв пат го имам тоа видено. Значи, сме имале ние тероризам, диво населје, нели? Сме имале ние ова што беше кај Смилковско езеро, нели, случајот. Па никој од нив не бил ни шишан, ни били убивани и други деца. Значи, Ја го имам видено на Prison Break. па добро, на филм го имам гледано ја, да, ама не го немам видено ке Овде го настава. Немам видено, да. Да, јас нели? го немам. Чудно, стварно чудно што доаѓа тоа од затворот Скопје, односно не затворот, Шутка. притворот. Притвора, да. Што не се осудени лица што уште таму, значи ги шишале. Не сакам да верувам во тоа што се зборува сега од правници дека и тоа може да им помогне на Зарем и тоа осумничените. може да е. Па може. Сега не сакам да именувам нели кој што зборуваше, но тоа да може да биде овие не шиша во притвор, па може да замислите што ќе ни прават узад. Значи тоа да биде некоја доказа, некоја тортура да, за и тоа ќе се одолговлекува, да се одолговлекува, особено со турците и со првоосумничениот. Така да може да се појават многу проблеми од ова. Не сакам да верувам дека е однапред смислено сценарио. Најде да ги шишаме заради тоа и тоа. Да, но како што реков, Тоа е тоа е Подобра варијанта, непрофесионално, али е прилично човечки. Иако се само осумничени, јас не знам која сила има тие што ги носат, тие што ги испитуваат, да се со нив на дистанца и да може да седи пред тебе таков човек и ти да си... Тоа е професионализам, тие луѓе. Е професионализам, ама тука се борат два волка, што би се рекло. Не, сигурно ние би го имали истиот проблем, но нели Тежок проблем е тоа. доколку ги тоа оставиш се како оцени дека е нели прекорачување на овластувањата, може нели на некој начин да го загрози целиот случај. Да, ама не мислам дека може да го загрози до тој степен да не бидат... Не знам, не сме правници. Не, нели? веројатно е тоа што го кажа Божо Приеска. Еве да им се допаднеме на луѓе. Да, Видете што им тоа направивме. во секој случај. Сега не сакам да звучиме Навивачки. Не да ги правиме жртви овие луѓе во Ма не какви жртви тама работа. тама работа. Да. Туку се збориме од правен аспект или според правилата дека тоа што е направено не требаше да се направи. Сега далеку се од жртви, ако се докаже дека се невини. Што тогаш? Да. Прво осумничениот, нели ние го знаеме како Љупчо Палевски, Палчо, Упа, ја знам кога бев млад го нарекуваа Упа. Тогаш беше голем функционер, висок функционер во Социјалдемократскиот сојуз, па медиумски магнат, па градежник, па беше дел од шарената револуција, ако не се лажам, или беше у цел тој... Да. И од неодамна е некаков, не знам, антизападен, проруски, некаква партија која ја баш и не успеав да
да видам што е како е. Но во секој случај е една колоритна личност која што до сега барем 10 пати требало да иде во затвор, или пак, подобро да се изразам, да сум направил ја едно тие дела, до сега ќе бев повеќе години во затвор, нели? На 9 мај ова година беше фатен со нелегално оружје за тоа. при ископ на злато. Приспок на злато, значи едното и другото е казниво и веројатно никој- 10 години е вкупна таа И казна. никој за- ништо не му. Никој ништо. Не Да, и должел данок на државата и еден стан го продал на 5 лица, што за такво исто дело знам луѓе кои биле во затвор осудени. Значи не е дека никој не лежал затвор. Не, тој не лежал затвор. И дали има поголем порез за државата од ова? Значи кога неказнивоста доведува до еден вака трагичен случај. Казнивоста секојдневно доведува до трагедии, само што не се толку видливи и јавни. Примерно многу жртви ради неказнивост што завршија на онкологија, што починаја Да, во мир и тишина, во болки, што не е толку, како да речем, не беше толку медиумски. не беше ни пропратен. медиумски, не беше ни толку наеднаш, ни шокантно, ни зашто има повеќе болни од колку што има киднапирани деца. И мислам дека таа неказнивост допорва ќе ни се удира затоа што Палчо е еден, не се надеваме дека е еден, ама има во секој град, во секоја општина такви палчовци кои што законот ништо не им може, кои се локални шерифи кои може да прават што сакат, кои се поврзани со партии, кои имаат кривични, кои За џабето. Тука имало и рекет, изнуда, поседувал телефонски снимки, лихварство. Да, ги објавуваше на оној YouTube канал Никола Тесла, да. Да. Лихварство имало тука работи што се случуваат до ден денешен, што се случуваат сегде низ Македонија. И мора да се преземе нешто за тоа, за да не дај Боже да нема друга трагедија ваква. Да е ова прва и последна. За шал не е единствен, ги има, кој што рече, баш во на секој ќоше, Секоја населба ги има. по двајца, тројца. По двајца, тројца, да. Денеска имаше изјава, мислам дека на вашиот сет ја прочитав од како беше председателка на антикорупцијска, ако не се лажам, така се вика некако таа институција, која вели дека по ниедна пријава која тие ја имаат, дали се вика тоа пријава или допис, која таа институција го изготвила, обвинителството не започнало предизрачна постапка. Што сега? Колку палчовци има сега Што тука? сакаме повеќе од тоа? Мислам, тоа го кажува председателка на антикорупцијска Билјана Ивановска, кој што е легитимно тело, и ти кажува апла, овде Да, и обвинителството едноставно, пази, не е то под допрен глас. Сега ние нешто во студиото сме рекле, нели, ова е една официјална, нели, државна институција и друга државна институција, сега таа, нели, испреќа некакви представки, мислам дека се викаат тие, и обвинителството во најмала рака треба да го разгледа тоа. Не треба да идеме до таму за да читаме на медиуми кој председател или кој директор кажал нешто дека не чини во држава. Доволно е да се прашаме дома во најблиското семејство, доволно да го прашаме комшијата, доволно е колегата или на пазар изгаджијата. Ќе ни каже и што се чувствува. Да. Нема да најдете човек кој што се чувствува безбедно во оваа земја како прво. Нема да најдете човек кој што е задоволен од институциите како се вршат својата работа и дека или човек кој што е среќен во оваа земја. Тука е тонч. На колку диазепами се дневно се препишува. Да, имаш и за тоа некоја бројка, Имаше, страшно да. голема бројка е таа. Види, проблемот е малце поголем од тоа. Ево сад почнеа со црни листи, Европска унија цело време апелира на корупција, Добро, извештајот казнивост, на беше катастрофален. Сите знаеме се народот, проблемот е што понатаму. Јаки се, мокни се, тука е најголемата слаба што како народ немаме некоја сплотеност, ние да направиме неја сам. И затоа ќе имаме вакви палчевци. Добро, имаше тука ја не ми се служила красна констатација као имаше пуно луѓе кои делумни во право велат сите сме ние криви за ова, нели, сите сме ние виновни за Палчев. Ја мислам дека не е така.
Јас себе си не се чувствувам за виновен, бидејќи виновниците за Палчо и за палчовци, кои ги имало и други такви, нели, из овие црни листи, нели, луѓе Да, се да. појавуваат, ја мислам дека одговорните се суми и презиме, можеме да ги најдеме. Дека не сме сите виновни. Тоа е еден вид на амнестија на тие што се со име со презиме, затоа што ги има со име со презиме. Нема, ги знаеме кои се тие виновните Да. за овие вака да Да. се однесуваат, да. Можда ние сме виновни во еден дел што не сме доволно активни и немаме спречено доволно во тоа. Како би ги спречил? Боже? Не знам, има протести, Еве има дознаваш дека движења, еден има- човек е таков човек и го пријаваш во полиција, надевајќи се дека полицијата ќе ти помогне. А полицијата може и да помогне, немаш- ама нема немаш да кај да- на суд никош да го осудат. Да, ма за Тоа е собствената проблемот, безбедност, значи тоа е проблемот кај луѓето. Што немаш кај да пријавиш. Што луѓето се плашат семено насилство да пријават, Да, да. а не па нешто нашол слушнал некој дека прави матна Белја работа, па да го некоја. пријавиме. Да. Семејно Еге, насилство полицијата ги враќа пак дома. Нема кај да ги носат и после имаше Да, и тоа е таков голем штип, проблем. И да. тоа е голем проблем. Тоа е огромен Исто проблем, имаше- че семено насилство, да. Тоа е Да. цела нефункционалност доведе на системот и цела алчност. Да. И се надевам дека ова е последно. Се надевам, Ама како да биде работите последно не сега? Не стојат добро на терен. Во вашите постови често се ноѓаат како ајде да видиме која афера денеска власта ќе ја продуцира, па не знам, дури е 12 часот, имаат тие уште време за уште една афера, нели? Така натака. Еве избори се ближат, ќе бидат во мај, така? 8 мај. 8 мај ќе бидат изборите. Си наслушавме секакви комбинаторики, но се надева ли некој вистински во СДСМ дека може да победат после ова? Не Веројатно. после овој случај, него после сето ова што се случи последниве години. Премиерот веројатно вчера кажа дека ќе бил пак. Па да, така рече, па тоа ми беше, да, баш по вашиот пост на тој се... Барем јас луѓе што ги знам што е, лично. претерано од СДС, оптимист е? Веројатно, да. Тие нема да гласат никој пат, нити за ВМРО, нити за Левица, нити за Не, друга говорете партија. тоа, да. Нема да гласат за СДС. И тука ќе им е поразот нив голем. А многу што сме неопределени ќе излеземе на гласање само за која и да е партија против СДС. Против, и тоа е значи ќе се гласа против СДСМ, нали? Апсолутно. Апсолутно ова е не е само овој случај, има и случајот што е најголем според мене пропуст на СДС. Тоа е идентитетското прашање што Бугарија се труди да го реши 150 години, не го реши во окупација, не го реши во ко беа помоќни, кога немавме држава, сега да го предадеме, тоа е вековно прашање што ако сега го изгубиме, не знам дали има поента кој ќе да постоиме. И мислам дека тука ќе се скрши копија докато ќе изгубат. Дека баш на... Баш на тоа ќе го изгубат. Нема ни на сиромаштија, нема ни на корупција, нема ни на Бехтелиенка, нема ни на Чебрен, на струја, на ништо, на ова мислам дека ќе биде На- изгубено. Спорот со Бугарија, што... Да. Латиновски, Па ние дека ќе 20 се- имаме километри напишано за Да, спорот дека со ќе се Бугарија. кршат копијата, не би се согласил зашто се е више попара направено, искршено и тоа многу добро го знае и премиерот и председателот на СДСМ. Освен тоа што вика тој дека ќе победиме, тој мора тоа да го вика, што да прави. Да, не ќе речи ќе изгубиме. Да, да. Тоа е свесен, мислам, и сега прашање дали ќе исчезне како што дојде, така ќе си поиде од политиката после изборите. Па ако То се не е- сеќавате, ние заедно работевме кога го именува за наследник на Зоран Заев. Се прашувавме, вака се гледавме во недумица, кој е овој човек сега, од каде излезе. Мислите дека После така исто ќе... Дека многу Па, ја моќен мислам- бил уствари. Мислам Цело дека е време. свесен што следува и дека ќе испари како што Како што дојде, така и ќе отиде и Не ќе заборави. поентата да испари, поентата е да одговара. на партијата ќе за дојде испарување. друг, веројатно партијата секако нема да биде тоа што е. Ти еднаш пишуваше и за пасокизација на Па веројатно е тоа, многу е веројатно. И сега Дури се гледа како известно дека таа пасокизација, нели, што се случи со пасок во Грција, дека евидентно дека ќе се случи тука со СДСМ. Такво нешто видовме со Демократска странка во Србија и со други партии. Во, не знам, во Италија имаше една социјалистичка партија која ја снема едноставно. И сега добро, можеби нема така баш да ја снема. Може би, Само не има, знаем. сепак големо гласачко тело, но дека најголемиот дел се разочарани
се разочарани. Што најголемиот дел пак ќе мораат да гласаат поради своја причина, ќе мораат да гласаат, али дека им нема спас, им нема спас. Значи евидентно е дека на следните избори ќе победи ВМРО да помене. Дали може да очекуваме Според дека според анкетите, дали може да очекуваме дека тоа ќе промени нешто, дека конечно промената на власт ќе значи и промена на институциите и значи ја не сакам никога да фалам и да протежирам, но дали барем вакви случаи како ова сега со Палчо, па со ова грозоморно убиство, 2 убиства, нели? Оваа засторничка група што се појави, дали тоа бар ќе се избегне? Дали ќе бидеме по-безбедни, по-нормални? Не бараме многу ние. Ние бараме еден единствен минимум правда. Тоа да имаше и ова све ќе беше избегнато. Ако ги научија ВМРО лекциите од овие 7 години, што не треба да прават, тоа е да се спогодуваат со криминалци, минимум правда да има, тогаш ќе можат и да владеат. Иначе за 4 И години веројатно да бидат патриоти, нели? Да, во ред. Ако се сеќавате, ВМРО кога дојде СДС на власт беше скоро готова партија, распадната. Да, тоа беше скоро. Овие си ги Имаше- вратија имаше- у кондиција Да ги вратија, ВМРО обстана само ради СДС. Да, да. И ради ништо друго. да не биде така сега повторно. Ако ја научиле лекцијата, нема да биде така. Ако не, Па и на локалните избори победи само срези СДС, не дека реално гледано. Како? На локалните избори ВМРО победи освои толку многу Заради гласови, СДС. заради Да. СДС што се катастрофа. Не покажаа ништо, не направија ништо. Напротив, тоа што го направија го ВМРО Да, беше тоа. партија со замрзнати сметки пред, мислам дека имаше Да, и за- пропадната предстечај партија. Баш пред стечај за укинување, дури имаше некои муабети, па ќе се рушила Белата палата, па едно... И еве ги сега се претенденти за власт со голема разлика. Огромно. И одат на 61 пратени дури. Да, дури тоа може да се случи. Да, во некој сценарио Во кој некој е нивно, да, ама иако не Добро, верувам. да. Не би било добро да има 61. Така е. Мартин, министерот излезе и кажа апелирам да не се политизира овој случај, нели? Веќе во наредната реченица почна да го политизира случајот. И сега, одеднаш сите партии се обвинуваат една со друга, чиј бил Палчо, кого сакал Палчо, за кој поише го мразел, кој поише го сакал и така натака. Очигледно сите они со него некако били у некоја игра, во некоја временска иако е факт е дека тој од сите овие партии бил само во СДСМ, и тоа висок функционер. И сега, како тоа изгледа сега? Тоа, значи, како да почна кампањата со Палчо. Со еве ти го Палчо тебе, не еве ти го тебе. Види, не би ми дојшло на памет воопшто да се занимавам со ликот и делото на Палчо во животов. Па на никој не бил Да. нормален Така човек. не знам Да имавме јас. среќа, немаше да знаеме дека постои. Да. Не знам многу работи ни кај бил, ни што бил тоа што го Ја, прочитав. вие факти ги знаеме, нели, ги Да. прочитавме пред некој време. Сепак сум помлад, за тоа било Да. Мартин бил 98, јас сум бил трето одделение. Али да, тоа е дел од почетокот на предизборната кампања. Дефинитивно. Значи кампањата почна еве со ово грозоморно Со убиство. огромно. Двојно убиство, да. И Палчо секако ќе се спомнува, ако ништо друго. Значи лајт мотив на кампањата ќе биде. Килограми по билборди може би, не знам. Да. Колку е тоа ненормално ова се што се случува сега? Ако земиш да отстрана да гледаш државата, Ние сме за во лудница топ там. некој може да докторира, може посебен Може правец писмо од да лудница. направат, да. Писмо од лудница. Посебен правец Да. за психологија, психијатрија сме ние. Не знам, тој некако сензационализам ми е како увезен од Србија. Го осеќам затоа што и таму имаше слични случаи за жал. Имаше, да. И тоа морам да го спомнам, имаше екипа пратено Телеграф, мислам дека беше српски Телеграф, раз тука новинар. И сите наши медиуми портали преземаат од Телеграф РС вести за случајов Со Вања. Со Вања. На вистина. Значи пратиле екипа во Бразда, каде што го нашле, тие го најдоа. Па да, ние секогаш многу добро известуваме за убиствата и совраќајките во Јас Србија. објавам вест дека и најдено е возилото каде што било И да биле го превезени. цитирате с телеграф. Објави српски Телеграф, екипата на српски Телеграф. Мислам,
првото интервју на мајка Ама и тоа беше тоа со што српски... Република, ако не сум или Да, се мислам вика. Република од Србија, да. Да. И србите се доста посветени и на тоа, ако се сеќавате. Дори имаат поразвиени медиуми сега. Тоа е Па веројатно. институциите се Поголема публика. поотворени, ако се сеќавате со масакрот што го направи Коста Кецмановиќ, значи од минута во минута имавме полицијата, самата истрага даваше податоци, информации. Да, и не беше, да, сака да кажете, во тој случај јавноста е помирна кога има институционални информации. Па се немаше молк. Пошто ние 6 дена имавме молк, имаше опсе. Кога има молк, имаш простор да си правиш Да. фантазии во главата, ние сме прваци во такво. Да. А кога се ти е кажано, немаш толку многу простор да си правиш сценарија ова било, вака било. Мислам дека е подобро. Са како им текнало на Србија да дојдат да се закренат од Белград или од не знам од каде во Скопје и да седат тука и да И да ја најдат бразда. Да ја најдат бразда, што ја не знам да појдам. Да, тешко би ја нашол, да. Тоа е Божидар, те прекинавме. Естествено нешто кажу. Да. Не, па дојдовме до медиумите, нели, рече увезено ни од Србија тоа да Така, го презиваме така, таа да. хистерија, нели, кога се создава една масовна хистерија за нешто што нели е убиство вообичаено, нели, така или Ова некој не е голем вообичаено, ама мислам дека ќе го гледаме уште повеќе на како што се ближат изборите на секое поле хистеризација и во медиуми и во социјални мрежи ќе биде ширена. Имаше Министерството, тој дел се согласувам дека се создава атмосфера на страф и несигурност. Па да, ги немаше 5 дена, мислам, воопшто со никаква изјава, така? Ги немаше, јас колку што мислам дека Ја не премиерот се прочитав. појави прв пат на лидерска после. Да, ама министерот за внатрешни работи Да. или некој од МВР има таму портпароли, нели? Да, има за се портпароли, само за ова немаше ништо, 5 Немаше. дена. И одеднаш после 5 дена рекоа Сообщение на Facebook во 10 сата. не, имаше пред тоа дека приведени се 3 лица, Да, 5 и автомобил лица, е, нешто, да, да, да. и после следното беше дека е најдена мртва и таја и Панче Жижовски од Велес, дека двајцата се најдени починати, дека утре ќе следи пресконференција. Сето по социјални мрежи. Да. Што не се, што јас сметам дека не се уште релевантни затоа што најголемата публика на пример телевизија е постара публика. До која, знаеш, треба да им раскажеш, некои немат некој да им каже, не допира тоа. Да, И треба да го види на зато- телевизија. Затоа со медиумите го кажав на почетокот за телевизиите за то Фајрон, Форшпан. Форшпан, да. Многу стари не ни знае, затоа што тие гледаат само турски серии, пуштаат турска серија и што ќе му сервираш измеѓу во вестите, само вистина или како се вика другите емисии, тоа е тоа. Ни чита портали, ни има социјални мрежи, ни го интересира. Добро, тука некаде пред крајот на ова денешно издание, уште неколку минути ќе траеме. Богатиновски, што мислите вие, каква оценка да им дадеме на институциите за оно што го направија до овој момент? Значи, од една глорификација на ОПСЕ, на една најбезбедна улица во Европа, најбезбедниот град во Европа, се случи нешто што сите не потресе и како рекоа, ние сме во една масовна хистерија сега, нели, состојба. Та оценка би била као за крај на година. Па да. Тромесечи. Па еве пред Полугодие изборите, се- нели, пред полугодие се изборите. ближи. Па добро, сега ако ќе видиш за прво тромесечие кец за полугодие кец. Добро, има кецови многу, нели, ама нели И тука да сакаш- доаѓа. И да сакаш не можеш да дадеш Не може приодна оценка. преодна оценка, да. Не може да се даде никако. Сами си се Сами. Божиновски, мислам дека вие тоа и со вашите постови го кажавте дека Да, јас уште не бе оценувал институциите затоа што нити случајот е завршен, а овој случај отвора и многу поголеми прашања. Ајде да се концентрираме на односот со јавноста. Значи, не Односот со збориме за јавноста, нешто тоа друго. и јас оценувам. Да, односно да. со јавноста. За не тоа со- говориме. Не говориме ние за Така, истраги, мислам, полицајците, не сме Да. детективи. Односот со јавноста можеме да го оцениме како прилично лош. Прилично лош, да. Да, прилично лош. Можда двојка. Ајде, нека Нека има, нека се Добро. ради.
добар сме најдоја вака, иначе тие 5 дена што беа оставени вакуум простор што беше само опсе, беа, мислам дека беа многу критични. После од тие 5 дена се создаде уште теории зошто ги немаше 5 дена, па дали знаеле, дали не знаеле, дали го премолчиле, то можеше многу со еден или два прес дневно правиме ова и ова, ради тоа не можеме да видиме поќе информации. Ќе беше многу помирена јавноста и ќе беше многу подобра оценката за институциите. Да. А за медиумите како нив би ги оцениле? Значи рековте, Тешко, требаше тешко. Кајрони да Ајде. има, требаше Ајде, ова. тројка една, Тројка една. нива монител. Иван. Мислам, немаме, за среќа немаме ни медиумско искуство како одат со овие работи во Македонија. Нису исчезнати лица, па не дај Боже со ваква трагедија. И нема што да споредиш. Знаеш, може да имаш очекувања дека цело време ќе се врти тоа, ама не јас не сум ни уредник, нити тоа што е мој фокус е фокус на цела. Да. Тоа што го кажуваш е еден револуционерен потек за да се направи да иде на секоја телевизија слика и информации за исчезнатото лице, кој што пак ќе кажем, тоа е еден систем кој што треба да се направи во Да, векот ќе го направи, србите се секогаш пред нас. Ма ти имаат и закон некои за... Да, закон па Тоа, да, значи, девојче да можеме повеќе. ние од Тијана нигде Јурич, никаде- да. нигде никаде сега да ги обвинуваме телевизиите зашто не го Не, направи. не ги обвинуваме, Не, не ги оценуваме, не ги обвинуваме. Обшествена одговорност, Секој да речи секој уредникот. за Да, значи, може би јас со некој пост сум сгрешил, не велам, не, мислам, Сите грешиме, секој од тоа нас, нема нели, грешка. али може би не е лошо да се појави некаков прирачник, нели, изготвен, како што има во Србија, спомнавте таа фондацијата Тијана Јурич, која едноставно прво ја описмени јавноста како треба да се реагира кога исчезнува малолетно лице, па потоа и донесува и закон со кој нели се регулира тоа, па полицијата сега е многу експресна, па не се чека во истиот момент се почнува се трага, тој самиот Игор Јурич каже дека Да, првите 4 сати. првите некако 4 биле- сати се клучни, еви и сега гледаме дека така некако Така некако му иде. така да. некако било, да. И што треба сега? Сега треба да имаме ние закон кој ќе се вика Вања. Пошто таму законот се вика Тијана, се вика во Србија, кога носеа законот. најдиме, пронаđиме. Да, тоа најдиме ке нас ќе биде, да. Тоа нели сега кажа од 18 декември дека ќе Ама тоа функционира. мислам Да, ама дека дали и владена- полицијата веднаш ќе интервенира? Нема да чека воопшто. Треба системско решение, не Да, владена. ја мислам закон треба. Како ќе бидеш? Пошто во Србија, доколку се работи за малолетно лице, полицијата не чека воопшто, него веднаш почнува да трага по тоа. Да видиме овде ке нас. Разбориме се за сериозна земја и збориме за нас. Добро, и Србија не е сега, не е тоа кузне Не, колку зборувам сериозна за земја. Австрија. Било која друга, сакам да кажам. Да, добро, со нас веројатно никој не може да се спореди, тоа е. Веројатно на друг континент треба да одиме за да си најдеме слични на нас. А тешко и таму ќе има така. Та е тешко и таму да има така. Ќе не изеде. Да, значи решението може законот да го донесе и таква една тоа го предлага. И би требало да описменување се Описменување на надевам јавноста. дека ќе имат Еве кажаа дека сила семејството, затоа што обично го прато семејството тие фондации на вакви. Добро, не можем се љутиме ако не може да го Не, направи. не, во никој случај. Да. Ама барем пошироко Ама дека веќе ќе имат, постои дека и ќе веќе не имат. треба да се измислува топла вода, мабето. Веќе го има. Не е доволно. Супер функционира, само треба да го Да ни кажат, Бубевски кажа обвинителот дека таа бил убиена под притисок на јавноста, бидејќи тие виделе дека на социјалните мрежи има толку многу нели се појавуваат. Очигледно тоа не е така, бидејќи не се поклопуваат тие сатници на објавување и така натака. Нема да бидеме детектив, па нели да продолжам зборам, но треба да ни кажат, можеби и не треба да се објавува на социјални мрежи, можеби Можеби не треба. не треба, тоа треба некој да ни го Ама каже. не Ќе грешка. прават обука од 2 дена, веројатно ќе кошта помалку од самите опсе, мислам. Да, да. Се не е прирачник, па нас новинарите да не обучат, Така е. инфлуенсерите, па потоа, нели, ние да им кажуваме на другите, да веројатно- пишуваме текстови за тоа. Веројатно во такви моменти човек не мисли на тоа дали треба да се објави или не треба. После имаш едит мајката, беше го тргна телефонот, ве молам,
и звонеле дали е најдена, дали не е. Аха. Знаеш, во тие Веројатно, моменти на паника не верувам дека човек може Ама да тоа- размислува како треба и што треба процедури. Не, ама мајката не можеме ние воопшто за ништо да ја Не, видиме. далеко. И сега таа ја објавила на социјални мрежи, така, во ред, но таа пријавила во полиција, така. Во полиција требал некој тоа веднаш незе, некој стручно лице да ја каже дали да објави или да не објавува. Или ако го има објавено, то Да го тргне. да го тргне, не е Да. ништо. Значи, доколку тоа пречи на истрагата или не пречи на истрага, нели? Тоа се тие работи. Предпоставувам, Може би кажало некој такво лице објавило. Не ја знаеме ни таа. може би некој да, кажал да, да објави. да, Да. Да. Затоа Пошто што сега видовме сепак дека тоа е најбрз- пречка било. Да, Да. барем вика дека било пречка. Така рекоа сега, колку е тоа вистина, нели, како и за се друго. Јас ви благодарам многу, мени ми е многу жал што за една ваква работа се среќаваме, а не разговараме за нешто повесело и поинтересно. И се надам дека последен пат се гледаме за вакво нешто. И Видно, јас се надевам да, дека ќе биде нешто ќе поубаво. нема поќе вакви подкасти, за вакви теми. Фала за Да, поканата. ви благодарам и на двајцата. Почитувани гледачи, тоа беше се во ово издание на емисијата 30 секунди. Овој пат беше во поинаков формат. Се надам дека го оправдавме вашата доорба и вашето внимание и се гледаме повторно наредната недела.